За 40% намален и аглеродниот двооксид од индустријските издувни гасови, а за неколку десетина проценти се намалени и другите штетни микрочестички од технолошкиот процес на рудникот Саса. Ова го покажале последните мерења во студијата за стакленички гасови, кои заедно со активностите за намалување на користењето на водите, со повисок степен на нивна рециркулација и повторно користење, напорите за безбедно депонирање на отпадот и имплементацијата на еколошките стандарди, ја прави оваа компанија лидер во рударската индустрија на национално, но и на регионално ниво. Се резултат на нови технологии, на нова опрема што ние набавувавме 2012 и 2013 година, што сега и постепено ја заменува опрема што ние набавивме во 2006 година со рестартот на рудникот и се надеваме дека во таа позитивна насока ќе продолжиме соработење во наредните години. Саса е првиот рудник во земјава која добија интегрираната еколошка дозвола. Рокот за останатите индустријски загадувачи истекува. Поголемите капацитети, некои од нив кои беа најпроблематични, јас очекувам дека ќе достават барања за продолжување на рокот, меѓутоа јас за тоа не можам да кажам ништо, бидејќи тоа е сега во одлука на владата. Ако се дозволи пролонгирање да може да задовола, тоа може ќе биде за неколку месеци, ако веќе докажа дека имаат нарачано некоја технологија која треба да се испорача. За сите оние кои што нема да ги исполнат условите, најверојатно ќе следува или затварање или намалување на производството. Денеска во рудникот и во центарот на Македонска каменица беа посадени 1622 рози, по една роза за секој петти жител. Розата во студијата покажа дека е едно од растенијата која што асимилира најголема количина на тешки метали и е апсолутно погодна за засадување во такви подрачја каде што имало влијание од тешките метали. Таа одлична акција ќе продолжиме и понатаму, бидејќи имаме и социјална одговорност. 1000 рози се во централното градско подрачје, тоа го реализираме заедно со рудникот Саса, кој што на многу наврати покажува општествена одговорност према локалната самоуправа. Покрај заштита на животна средина, тоа ќе значи и едно естетско уредување на парковите на општина Македонска каменица. Саса во еколошки проекти досега инвестирал 8 милиони евра. Предходните години успешно беше рекултивирано старото јаловиште, кое прерасна во шума од багреми.